Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва наши гости во одвоени разговори се министерот за здравство Венко Филипче и госпоѓа што пред само 2 дена ја напушти клиниката за инфективни болести откако беше негативизирана. Термин што се користи за пациентите што на 2 едно по друго теста за коронавирус биле негативни откако претходно биле болни. Вие во средата ја напуштивте клиниката за инфективни болести. Како се чувствувате сега? Па, релативно сум подобра, после 17 дена хоспитализација и поминав со полесни симптоми, да кажам, меѓутоа сепак искусив пневмонија и сум класифицирана како пациент со полесни симптоми. Меѓутоа сега веќе се чувствувам доста подобро во домашни услови. Јужна Кореја 8200 теста на милион. Италија 8400, добра, ајде Италија ќе ја тргнеме на страна, можеби е специфичен случај. Австрија 6200, Велика Британија колку нас, некаде околу 2100-2200. Различен пристап во различни земји, не можеме да кажеме дека овие земји се апстрахираат од научните сознанија. Да, меѓутоа сметам дека со оваа бројка на тестови, ќе повторам дека нема технички предизвик, ние имаме сосем доволен број на тестови на располагање. Понатаму немаме проблем со лабораториите, тие се сосем доволно стручно екипирани, меѓутоа пристапот да се диагностицира пациент кој што има симптоми и сите други контакти негови да бидат во самоизолација, за сега дава добри резултати. Останете со нас, разговорите ќе ги видите за кратко. Венко Филипче, министер за здравство, е вечерва во студиото на 360 степени. Добро вечер. Благодарам што од вашето скапоцено време одвоивте да бидете во студиото. Што се случува во Куманово, министре? Дали се неопходни таму построги мерки? Добро вечер и благодарам за поканата. Во Куманово имаме секој ден диагностицирани нови случаи, за жал има и заразени здравствени работници. Многу тешко е во овој момент да се каже дали преносот на инфекцијата потекнува од пациентите или сепак има некое жариште во градот, едно или две, преку кои се ширела заразата. Ги анализираме податоците секојдневно во рамките на дискусиите во Комисијата за заразни болести, имаме одделни состаноци со експертите на епидемиолози. Крајната цел е да се ограничат контактите. Секој регион го анализираме одделно, заради тоа што не секој регион или град е ист. Дебар има само еден влез и еден излез, тоа не е случај со Куманово. Понатаму во рамките на самиот град има различна динамика на движење надвор од полицискиот час. Сакате да кажете дека ќе биде многу тешко и да се прогласи кризна состојба на таа територија, да се контролира сето тоа? Ништо не е тешко да се спроведе тогаш кога ќе се одлучи дека е потребно, но мора да се анализира многу повеќе работи заради тоа што сакаме да го постигнеме максималниот ефект од мерките. И токму во таа насока и гледам низ таа призма сегашните мерки, полицискиот час, понатаму ограничувањето на движењето преку ден, разграничувањето на двете ризични групи, постарите граѓани кои што се движат во утринските часови, помладите во текот на попланевните часови, за сега сметаме дека се сосем доволни мерки не само за Куманово, туку и за сите градови во држава. Факт е дека ако се анализираат на ниво на бројност на населението на таа територија, во апсолутни бројки во моментот во Куманово има повеќе отколку во Дебар, но во Дебар и центар Жупа има неспоредливо помалку жители вкупно отколку во Куманово, така што ако се оди на релативизација во смисла на проценти на извесен број на население, на 10.000 население, во Куманово е многу помал бројот на заразен, иако велам како апсолутна бројка сега изгледа дека Куманово е новото жариште во држава. Воопшто не сте во позиција да размислувате за воведување целосен карантин таму? Не, сите варијанти, сите опции се отворени, но токму тоа сакам да го објаснам дека има многу карактеристики секој регион во рамките на еден град и во рамките на мерките кои што треба да се спроведат во производствените капацитети, например не се исти во Куманово и во Дебар. Понатаму во
маркетите, банките, гужвата која што исто така се ствара согласно густината на население, бројката на население не е исто, така да овие мерки кои што се сега во сила, со ограничување на движењето, со разделување на ризичните групи, со практично прекинувањето, во Куманово е прекинат на градскиот, но и меѓуградскиот превоз со сите други градови, верувам дека сега во овој момент станува збор за дијагностицирање на случаи кои што веќе биле во комуникација како примерни контакти со изворите на зарази, затоа продолжуваме да ја пратиме ситуацијата во периодот кој што е пред нас. Дали е можно во Дебар и центар Жупа набрзо да биде симната кризната состојба? Да, во насока на тоа дека секојдневно ја пратиме ситуацијата, согласно тоа како ќе се одвива и заздравувањето на заболените, односно дефинирањето дали се тие негативизирани, што веќе постапка која што почна, првите брисеви на тие кои што се во добра здравствена состојба, беа на домашно лекување, се земени, се чекаат резултати, согласно тоа и согласно ново дијагностицираните случаи ќе се донесе соодветна одлука. Во моментот во Македонија има повеќе од 400, повеќе од 420 заболени, но тоа се регистрираните случаи. Може ли да се проектира колку се реално болни во држава во овој момент? Можеме само да предпоставиме, одејќи по таа предпоставка, тоа е еден алгоритам кој што го користат епидемиолозите, колку луѓе може да зарази еден пациент кој што е носител на вирусот, у зависност од тоа колку примарни контакти имал, по какви места се движел. Тоа може да биде двајца, тоа може да биде тројца луѓе. Во таа смисла е имплементацијата и на мерките со задолжителна самоизолација на сите примарни контакти на дијагностициран пациент, се со цел тие да бидат целосно изолирани и да, доколку потенцијално се заразиле, не ја шират заразата и понатаму. Примарните контакти имаат различен степен на ризик во зависност од интензитетот и времетраењето, како и дистанцата која што имале за време на контактите со дијагностицираните пациенти. Тука има 3 категории на ризик, висок степен, среден и низок, меѓутоа самоизолација се препорачува кај апсолутно сите примарни контакти. На ниво на светот и во Европа гледаме различни пристапи во борбата против COVID-19. Некои држави зборуваат за стекнување колективен имунитет. Тоа од вас не го слушаме овде. Вие избравте поинаква стратегија, со построги мерки, со инсистирање на социјална дистанца, со полициски час и така натаму. Што мислите за разликата во пристапите? Не може да се направи мерка со која што ќе се ограничи стекнувањето или на некој начин ќе се промовира, да се акцелерира стекнувањето на колективен имунитет. Тоа е процес кој што неминовно следи. Тоа на што мерките директно влијаат е да има што помал број на дијагностицирани пациенти. Во еден момент, за да не дојде до експлозија и да не може да се третираат во здравствениот систем. Така е, и во исто време да се откријат пациентите во што порана фаза, да биде болеста што полесна манифестацијата, за да може што повеќе дијагностицирани пациенти да се лекуваат во домашни услови, нешто што како стратегија го имплементираше Германија. Знаете, секој здравствен систем има своји карактеристики. Мислам дека не можеме да избереме идеален модел, но можеме да учиме од повеќе примери. И тоа што ќе го видиме од различните земји, и ние тоа практично го правевме, да го имплементираме различни мерки од различни држави. Кај сите има една заедничка, а тоа е социјалната дистанца. Инаку долгорочно процесот веројатно ќе треба, викаат епидемиолозите, да се игра на варијантата топло-ладно. Затегнување сериозни мерки како што ние сега имаме во моментот кога ќе се намали бројот на заболени, веројатно мерките ќе треба да попуштат доколку се увиди дека има повторно пораст, посебно во некои региони, тука повторно воведување на построги мерки, и таа, да кажем, игра топло-ладно ни овозможува прво да можеме да ги прифатиме во здравствениот систем сите дијагностицирани пациенти. Искрено се надеваме дека ќе продолжи овој тренд на линеарен пораст, дека нема да има значајно експоненцијално зголемување на бројот на дијагностицирани пациенти, и на долги патеки веројатно целиот свет ја чека вакцината. Предпоставките се дека ќе дојде некаде во 2021 година согласно динамиката на работа и стекнување на имунитет. Се повеќе и повеќе
студии сега има, еве сега некои последни анализи од Кина дека огромен број процент на практично вирусоносители се асимптоматски. Многу е рано тоа да се каже дали е тоа случај и кај нас, посебно тоа се уште не е истражено во некои други европски земји, се уште станува збор за вирус кој што е непознат, за кој што допрва треба да се анализираат и начинот на манифестација и причините зашто кај некои пациенти имаат лесни, а кај некои страшни форми на клиничка слика, така да тие истражувања се во тек. Една од темите со кои што се полемизира во јавноста овие денови е дали во доволен број се тестираат луѓето во земјава. Вие вчера излеговте со една проценка, велите во регионот сме први, можеби само Словенија е пред нас, но тоа прашање реално е прашање за дебата, бидејќи бројките од другите земји покажуваат дека има држави во кои што има многу поголем број на тестирања на 1 милион жители. Точно дека има земји кои што имаат и повеќе тестови направено од нас, меѓутоа исто така е точно дека во регионот сме први, имаме многу повеќе тестови на милион жители од сите соседни земји. Колку за илустрација, кај нас се направени близу 4200 тестови, што значи над 2200 тестови на милион население. Албанија има, например, на околу 2000, а имаат по-големо население од нашето. Но, што е тука битно да се потенцира во однос на пристапот и во однос на селекција на граѓаните, односно пациентите кои што се тестирани. Во право сте кога викате дека тоа е прашање кое што заслужува дебата и тоа прашање практично секојдневно го дискутираме во рамки на стручните состаноци на Комисијата за заразни болести. Јасен став на епидемиолозите и по тоа прашање имаат консензус дека треба да се тестираат пациенти кои што имаат симптоми, кои што имаат некаква форма на манифестација на болеста, дека сите нивни примарни контакти се ставаат во самоизолација, таму се држат 14 дена, заради тоа што тоа е периодот во кој што може да се развие болеста, тоа е периодот на инкубација и после тоа, доколку имаат симптоми, тие луѓе кои што биле во самоизолација, тие се тестираат, доколку не, тие не се тестираат. И во рамките, само уште во рамките на тој пристап, ние веќе имаме сериозен број на тестови, идентификација на сериозни кластери во рамките на повеќе градови во нашата држава, што сметам дека е стратегија која што засега дава добри резултати, што впрочем се потврдува и со линеарниот раст на бројот на пациенти. Сакам да ве прашам само, дали има некакви објективни пречки за поголем број на тестови, во смисла на тоа дека државата не може да ги набави? Дека лабораториите во кои што се прават немаат поголем капацитет за поголем број на тестови. Дали тоа се некакви ограничувачки евентуално елементи кои што не ви дозволуваат да правите поголем број тестови или сепак клучно е ова за што зборувате проценката на епидемиолозите? Не, нема техничка, ајде така да ја кажам, пречка да се направи поголем број на тестови. Пристапот се базира на научни основи согласно стручното мислење на експертите епидемиолози, зашто тоа така треба да се Јужна Кореја 8200 теста на милион. Италија 8400, добра, ајде Италија ќе ја тргнеме на страна, можеби е специфичен случај. Австрија 6200, Велика Британија колку нас, некаде околу 2100-2200, но интересно, САД која што има огромен број на заболени во апсолутна бројка, прави по 450 до сега имало направено по 450 тестови на милион жители. Е сега вие велите нашиот пристап е базиран на научни сознанија, но еве гледаме различен пристап во различни земји, не можеме да кажеме дека овие земји се абстрахираат од научните сознанија. Да, меѓутоа секоја земја има своји карактеристики како епидемиолошки, така карактеристики во однос на бројот на пациенти кои што се идентификувани во даден момент, во каква форма, у смисла на каква клиничка слика имаат у моментот кога се идентификувани, како се примаат во болница. Што е целта? Целта е епидемиолошката крива да се развлече. Самите кажавте дека сличен број на тестови има Јужна Кореја и Италија, а таму е сликата диаметрално спротивна. Значи мора секоја земја согласно тој еден унифициран научен пристап, а согласно многу различни карактеристики на здравствениот систем и моментална состојба
на број на диагностицирани пациенти, состојба во кој што се наоѓа, да го најде својот автентичен пристап. Во таа смисла сметам дека со оваа бројка на тестови, ќе повторам дека нема технички предизвик, ние имаме сосем доволен број на тестови на располагање. Понатаму немаме проблем со лабораториите, тие се сосем доволно стручно екипирани, меѓутоа пристапот да се диагностицира пациент кој што има симптоми и сите други контакти негови да бидат во самоизолација, за сега дава добри резултати. Ние пратиме секојдневно ситуацијата. Доколку се изнуди потреба и доколку има сомнение за некој кластер на пациенти кои што не е идентификуван или дека во некој дел од државата можно е да има носители на вирусот кои што во овој момент се асимптоматски, ние впрочем и правиме така некој рендом тестирање во тек на ден, со тоа што тој процент е многу помал отколку што е процентот на симптоматски пациенти. И добре, согласно само уште една реченица, денешните последни резултати, рендом тестирањата се негативни. Ги анализирав бројките, последните денови се тестираат околу 400 луѓе или малку над 400 и по околу 10% варира од ден во ден се позитивни, значи можам да заклучам дека засега не планирате да го менувате пристапот. Не, сметам дека тоа што имаме линеарен пораст на пациенти, тоа што има пациенти кои што се откриваат во исклучително рана фаза на болеста е стратегија која што засега во комбинација со рестриктивните мерки, полицискиот час, ограничувањето на движење и така натаму дава добри резултати. Што е вистината за тестовите во Систина? Дали тие даваат кредибилен резултат, информација, податок од корист за јавноздравствениот систем? Единствената разлика е тоа што во овој момент во болницата Систина има таков единствен тип на тестови кои што ги детектираат антителата, а не самиот вирус. И тоа е единствената разлика. Дали е точно дека сепак ако тестот се направи во одреден период од развојот на болеста, дека може да детектира и присуство на вирусот? Да, но тој треба да се докаже со посебен тест. Во таа смисла, детектирањето на вирусот кај носител, кај пациент значи дека тој е позитивен, дека тој е контагиозен, односно дека може да шири болеста и во таа смисла само тие пациенти влегуваат во статистиката како заболени пациенти од тој вирус. Пред некоја вечер се појави информација дека повеќе од 50 луѓе тој ден, мислам дека биле позитивни на тестовите во Систина, за кои што исто така се води јавна дебата. Тоа значи дека тие 50 луѓе практично ја преживеале болеста, бидејќи имало антитела. Има два различни типови на антитела и во зависност од присуството, односно отсуството на едното или другото антитело се детерминира фазата на болеста. Што значи дека секој пациент, секој човек на кој што му е направен тест за антитела мора да го направи тестот за присуство на вирусот, заради тоа што само тоа може да каже дали во дадена фаза е носител на вирусот и може да прошири болеста или не. Дали воспоставивте систем со кој што овие 50-тина ќе ги опфатите со ретестирање во јавното здравство, бидејќи е тоа важно. Ако тие луѓе постои најмала можност да бидат носители на вирусот, тоа е опасно. Да, апсолутно има комуникација помеѓу сите приватни институции, Институтот за јавно здравје се даваат податоци за сите кои што се диагностицирани на еден или на друг начин, доколку кај некој приватни институции е детектиран вирусот, тие директно влегуваат во регистарот на заболени, а сите кај што е направен тестот за антитела мора да го направат и тестот за вирусот. Стручна комисија од Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје ги посети сите приватни лаборатории, соодветно акредитирани во смисла на тоа да ги анализира нивните стручни капацитети и апарати дали се добри процеси на кои што во процесот на диагностицирање може да им се верува и даваат кредибилни резултати и сите тие влегува во рамките на таа ќе наречам мрежа. Што е со капацитетите на здравствениот систем во смисла на легла? На клиниката за инфективни болести полека се исполнува капацитетот, не е до крај, се разбира се уште, можеби некаде околу се приближува до 2/3, но со ова темпо веројатно релативно брзо ќе се пополни тој капацитет. Една варијанта ви е мобилната болница која што ја направивте,
во близина на клиниката за инфективни болести се размислували што ќе биде следниот капацитет што ви го ставиле во функција? Да, со мобилната болница капацитетот на клиниката практично се дуплираше. На клиниката за инфективни болести има 110 кревети, а во мобилната болница близу 130. Сметавме дека е добро да се дуплира капацитетот, да се зголеми кај што е центарот на експертизата. А тука работат најголемиот број на инфектолози во државата, искусни медицински сестри во третман на овие пациенти. Меѓутоа, мислевме и на следните чекори, следна институција која што веќе е во функција на третман на пациенти кои што се позитивни од вирусот, а имаат потреба за друга здравствена услуга, тоа е 8 септември, но тоа ќе биде и следната болница целосно посветена за третман на пациенти на кои што им е потребен овој третман од специјалист инфектолог, користејќи го целокупниот капацитет од близу 400 кревети. Добро е што во таа болница, кога ќе се третираат тие пациенти како еден центар за пациенти со коронавирус, може да се дадат и други здравствени услуги. Тоа е причината зашто избравме болницата 8 септември. Единствено овој дејност која што таму ја нема е гинекологијата и затоа на клиниката за гинекологија постои целосно одделена патека со амбуланта, операциона сала, родилна сала за породување, односно оперативен третман на... Од аспект на опрема, повеќе пати најавувавте можност за набавка и доаѓање на нови респиратори, но од сето тоа засега ништо не се случи. Дали во овој момент има на повидок нешто што може да биде реално за доаѓање на нови респиратори во земја? Имаме неколку најави, има најава за помош преку Обединетите нации, понатаму преку некои други меѓународни организации. Во светот стана една ситуација во која што побарувачката на респираторни машини е огромна. Но ние сега во овој момент имаме сосем доволен број. Имаме близу 120 во јавното здравство, од кои што над 80 респираторни машини се во Скопје целосно спремни во овој момент со намален обем на работата во другите одделенија да бидат префрлени на клиниката за инфективни болести, понатаму во болницата 8 септември и секако приватните капацитети на кои што исто така сметаме. На крај е важно да има и персонал кој што знае и обучен да ги користи респираторите. Целосно е мобилизиран целокупниот персонал во сите јавноздравствени институции, што значи дека и лекари специјалисти, посебно специјалисти по анестезиологија и сестри кои што имаат искуство медицински во третманот на пациенти во интензивна нега, се веќе мобилизирани, се исконтактирани и тие се практично во ситуација на стендбај да ускокнат во помош на третман на овие пациенти. Имате ли првичен увид во евентуалните ефекти од користењето на, да ги наречеме, експерименталните лекови, како вие велите, off-label, користењето на дел од овие лекови? Едната комбинација беше на антималарик со еден антибиотик, дел од антихив терапијата, други некои лекови. Имате увид што се случува со пациентите кои што ја добиваат таа терапија? Кај нас, да, тие веќе пациенти со кои што почнавме да ја даваме комбинацијата, ја примаат согласно проверката, заради тоа што не секој може да прими таа комбинација за лекови, заради тоа што има пациенти кои што заради претходна состојба или болест на срцето може да имаат лошо влијание од страна на лошо влијание заради таа терапија. Во таа смисла, после кардиолошката проценка се даде терапијата на сите пациенти на кои што им беше потребна. На еден добар дел од нив на почетокот на следната недела ќе им се прават и контролните тестови заради тоа што на вирусот, заради тоа што нивната состојба е веќе добра и тие може да се во фаза кога се и негативни на тестот на вирусот. Во однос на целокупната друга терапија, станува збор за терапија која што во минатото се анализирала и се имплементира кај пациенти кои што се заболени од ХИВ вирусот, значи станува збор за антиретровирална терапија и клиничката студија во која што ние влеговме практично дава 4 варијанти комбинации на лекови врз основа на соодветна клиничка слика, понатаму можност пациентите да ја примат, а врз основа на тоа веројатно дека као краен резултат ќе биде и официјалната терапија која што ќе следи за различни групи на пациенти со различна комбинација на лековите. Што е со проекциите за пикот на заразата? Дали останува крајот на
април. Во едно прво појавување рековте 30 дена, од тој момент беше средината на април со околу 2000 заболени, тогаш рековте сега има повеќе од 400, ако продолжи истата праволиниска динамика на зголемување, тоа значи дека до средината на април, па и до крајот на април нема да се достигне бројката од 2000. Бидејќи 30 по 40 се околу 1200, сега имаме 400, тоа е околу 1500-600 заразени. Има две работи кои што влегуваат во оваа калкулација, тоа се мерките кои што се на сила, идентификувањето на пациентите и препораките и задолжителната, односно самоизолација на примерните контакти, ја одредуваме, односно ја претпоставуваме и бројката на пациенти кои што можеби се вирусоносители, а се асимптоматски, и начинот на кој што ги детектираме пациентите секој ден во смисла на линеарното зголемување. Се уште останува за сега, иако тоа мора да кажам дека никогаш не е сигурно, секогаш може да има нешто што може да не изненади, на тоа сме спремни, да пикот биде на крајот на април и да бројката биде околу 2000 пациенти. Велите, треба топло-ладно да се игра, ако е тогаш пикот, предпоставката е дека во мај полека ќе почне да опаѓа бројот на заразени, но што велат прогнозите, дали тоа ќе значи дефинитивен крај на заразата? Што ќе се случува во текот на летото? Можни ли се условно кажано изненадување во текот на летото, бидејќи некако сите мислам дека проектираат дека таму веќе, ако не е крајот на мај, барем јуни, работите полека ќе олабавуваат. Сега се бориме со иницијалниот пик. Нема во светот пример за повторен секундарен пик на болеста, иако е тоа нешто што всушност би било и крајната цел. Кога го збориме моментот на играње топло-ладно со вирусот и имплементирање на строги мерки, па потоа попуштање на мерките и понатаму повторно воведување на поригорозни мерки ако треба, станува збор за една крива на прием на пациенти во што со желба да се постигне што поблага форма на таа клиничка слика, за да не го преоптеретат здравствениот систем. Вирусот нема да исчезне, туку така. Тој ќе биде тука и веројатно она што го зборевме претходно, дека сето тоа ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет, за што се уште немаме доволни податоци, и со вакцина до тогаш. Веројатно ќе биде присутен тука, ќе се јавуваат бранови, да ги кажам, на пациенти, но битно е да се таа епидемиолошка крива растегне што повеќе во што подолг временски период. Ме интересира лично како го преживувате сето ова? Добро, ова е процес кој што бара менаџирање на многу нивоа во здравствениот систем, заради тоа што се сега вклучени сите и матичните лекари, и секундарните болници и клиниките, секако дека бара ангажман од сите вклучени во овој процес, навистина целосно се посветени професионални сите здравствени работници вклучени во процесот на лекување, третман, идентификување, диагноза на овие пациенти. Во таа смисла многу чести координативни состаноци, комуникација со сите вклучени во овој процес е нешто што навистина не прави спремни да го Вие сте можеби ликот на овој дел од, да кажам, здравствениот систем, но претпоставам дека тоа е сепак една многу поголема машинерија која што сето ова го работи. Кој е вашиот прв круг на соработници? Затоа кажав, значи луѓето кои што се директно вклучени уште од самиот почеток се епидемиолозите од Институтот за јавно здравје, заради тоа што од тука тргнува работата на идентификување, на диагноза, на пристап кон превенција и така натаму. Докторите од инфективната клиника целосно максимално вклучени во професионалниот третман на пациентите кои што се таму хоспитализирани. Практично сите доктори, медицински сестри во болниците, здравствените домови, матичните лекари и сериозен еден сегмент, самите граѓани и пациенти со својата дисциплина и начин на однесување, заради тоа што не постои здравствен систем во светот кој што ова може да го издржи сам на теретот, на рамењата само на здравствените работници. Заради тоа што само дисциплината, почитувањето на мерките е нешто што може сериозно да ни помогне да надминеме оваа криза. За сега одржувате позитивен имидж за себе, а прекува си за системот. Една анкета покажа
Повеќе од 80% од луѓето дека му веруваат на Венко Филипчев ова што го прави, тоа е исклучително висок процент на доверба и на поддршка. Предпоставам сте свесен за одговорноста што тој огромен процент на доверба ја носи со себе и предпоставам сте свесен дека тоа многу лесно може да се преврти во делот на јавното мислење. Многу е битно да се продолжи да се менаџираат работите во оваа насока. Да не дозволиме ништо да ни промакне, да кажам, да има нешто што може би сме требале да интервенираме, а не сме интервенирале. За сега нема таква работа. Многу е битно да се продолжи интензивно да се работи и со пациентите, како што тоа впрочем го прават и експертите, и многу е битно да се пратат и да се анализираат и најмалите детали во однос на случувањата на секој ниво од здравствениот систем, заради тоа што и најмала, да кажам, пропуст на некој ниво примарно, на некој ниво на секундарното здравство или терциерното може да се одрази понатаму во смисла на тоа да имаме неочекувано голем број на пациенти. За сега можам да кажам дека оваа стратегија, овој пристап кој што ја поставија експертите по епидемиологија, третманот на клиниката за инфективни болести ширум државата оди добро. Ако треба да се одредите што е најголемиот предизвик во овој момент за Македонија како држава во борбата со COVID-19, тоа е односот и менталитетот на луѓето и нивната подготвеност да ги почитуваат превентивните мерки, системот, капацитетот на лекарите, каде би рекле дека се најголемите предизвици? Секаде подеднакво. Затоа ги спомнав граѓаните сега практично како дел од здравствениот систем, не само како корисници на здравствена услуга, туку и како луѓе, граѓани кои што му даваат поддршка на самиот здравствен систем со тоа што ги почитуваат сите мерки на превенција, ги кажуваат точните податоци, се јавуваат на време, го почитуваат системот, алгоритмот поставен од страна на епидемиолозите во насока на тоа да се почитува хиерархијата матичен лекар, понатаму болница или инфективна клиника по потреба. Свесни сме за големата потреба, ги надополнуваме капацитетите за диагноза, пунктовите за зимање на брисови во Скопје се веќе дуплирани, ќе продолжиме и следната недела, така да сите сме во оваа борба. Тоа е така секаде во светот, само таму кај што има добра дисциплина, почитување на мерките, здравствениот систем овој удар на пациенти може да го издржи. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Вечерва имаме несекојдневна можност да слушнеме лично искуство со коронавирусот од паталец, од прва рака. Наша гостинка преку Skype врска е госпоѓа која пред само 2 дена ја напушти клиниката за инфективни болести по 2 едно по друго негативни теста. Таа на своја иницијатива сака да ја раскаже својата приказна за преку неа да испрати порака до јавноста за опакоста на вирусот и важноста да се почитуваат мерките за превенција. Господјо, добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Прво, сакам да ве прашам зошто избирате да не биде откриен вашиот идентитет во оваа комуникација? Па знаете, заради семејни причини не е важен мојот идентитет, многу е важно што сакам да го порачам и заради пораката која што сакам да стигне до секој граѓанин се нафатив да дадам интервју во вашата емисија. Реков, вие во средата ја напуштивте клиниката за инфективни болести. Како се чувствувате сега? Па релативно сум подобра, после 17 дена хоспитализација и поминав со полесни симптоми, да кажам, меѓутоа сепак искусив пневмонија и сум класифицирана како пациент со полесни симптоми. Меѓутоа сега веќе се чувствувам доста подобро во домашни услови. Дали сите во вашето семејство се добро? Да, сите во моето семејство се добро благодарение на сите мерки кои што ги предземав и затоа и сакам да ја раскажам мојата приказна, сакам сите позитивни работи што ги направив, кои што придонесоа да не се разболи никој околу мене да ги пренесам, а и собствените грешки да ги кажам заради кои што дојдов во ситуација да се разболам од овој вирус. Може би е најдобро да одиме хронолошки. Дали знаете, предпоставувате каде се заразивте со коронавирусот?
Во мојата ситуација апсолутно точно знам, затоа што бев на меѓународна конференција во почетокот на март, која што не беше откажана, затоа што се договоривме да почитуваме строги правила на однесување, што значи не поздравување со учесниците, држање дистанца во дискусијата, темелно миење на раце пред јадење. Меѓутоа, еве, и покрај тоа што бевме договорени на стрикни мерки, сепак јас се заразив од еден од учесниците, кој што веќе третата вечер на конференцијата стана фебрилен, односно со температура, се самоизолираше и ние веќе сите бевме во аларм дека можеби е учесникот заболен од коронавирус и дека можеби сите ние сме биле изложени на вирусот. Така да во мојот случај беше многу јасна целата ситуација. Да, станува збор за меѓународна конференција во странство, така, во друга држава. Во европска земја на почетокот на месец март, кога се уште не беа забраните, беше веќе информирана јавноста, меѓутоа немаше забрани во многу земји за движење и животот се одвиваше нормално со зголемен степен на внимание. Ако вашето заразување го лоцирате кај тој ваш колега присутен на конференцијата, дали вие имавте лично контакти со него? Да, не само јас, за жала сите. Ние имавме меѓусебно многу контакти. Значи, бевме договорени да држиме дистанца од метар, меѓутоа природно е кога сте во комуникација со некого да не стоите на оддалеченост од метар и пол до 2, што е многу битно во ситуацијава. Ние тоа не го испочитувавме, бидејќи имавме, знаете, човечки однос и во тој период се уште не бевме свесни дека дистанцата мора да биде метар и пол до 2. И тоа е мојата порака, првата моја грешка беше што јас не одржував дистанцата од метар и пол 2 од луѓето со кои што комуницирав на конференцијата и тоа не го направи никој. Велите колегата третата вечер покажа покачена температура, тоа беше сигнал за сите вас дека најверојатно се случува нешто непосакувано. Какви мерки презедовте, дали презедовте вие лично некакви мерки во тој момент, кога се вративте во земјата? Па знаете како, имаше два битни моменти. Прво јас се јави веднаш дома да најавам дека треба да се спреми за мене посебна соба во која што ќе спијам и дека семејството мора да држи максимална дистанца. За среќа можевме и купатило посебно да оделиме за мене, така да вечерта кога стигнав дома апсолутно веднаш се самоизолирав. Тоа беше првата стрикна околност. А втората стрикна околност беше што додека бев на конференција, добив од мојот послодавец писмо, значи од државата веќе пропишани мерки дека ние сите што сме во земјите со висок или среден степен од ризик мораме веднаш по доаѓање во својата земја да се подложиме на самоизолација и тоа беше огромна среќа во мојот случај затоа што јас бев сосема здрава и поради огромните обврски ќе морав да се јавам на работа и на вистина тек тогаш ќе имаше големи последици од моето заразување, што фала Богу ништо од сето тоа не се случи. Јас се заразив, да, меѓутоа со сите мерки моето семејство е негативно, беше тестирано, нема и после долгиот карантин, нема никакви клинички симптоми, човекот што ме водеше од аеродром таксистот, исто така го предупредив, седнав позади, не седев напред, се трудев да немам комуникација што помалку со него, за да, еви, тој беше тестиран и тој беше негативен. Епидемиолошките служби морам да ги пофалам, значи веднаш кога ме детектираа дека сум позитивна и тоа ќе го објаснам како се случуваше, значи зема апсолутно детални податоци за сите мои комуникации, значи од моментот, од авионот, од патниците, од сите мои комуникации, од таксистот, од комуникациите дома, значи од сите моменти јас најискрено ги кажав сите детали со цел да не заборавам можеби нешто и некого. Меѓутоа,
морам да кажам дека кога ќе ви кажат дека сте позитивен со коронавирусот, најмалку размислувате за себе во тој момент. Дали само може да ве прашам колку време помина од моментот од кога се вративте, бидејќи колку што разбирам, вие во тој момент немате никакви симптоми, до моментот кога ви се појавија првите симптоми и кога практично се тестиравте и дознавте дека сте позитивни на коронавирус? Значи, па мојата приказна е ваква. Јас појавив клинички симптоми 5 дена од мојата прва комуникација со човекот кој што после беше докажан позитивен. Нас од конференцијата ни јавија со мејл дека човекот е тестиран и дека е позитивен и дека сите сме во аларм, ако покажеме клиничка симптоматологија, да сме свесни дека веројатно сме заразени. Значи, јас коинцидентно вечерта кога го добив имејлот и почна да ги развивам првите симптоми, значи 5 дена од првата комуникација со личноста. Првите симптоми ми беа треска, покачена температура 38,5, после се крена на 39 и отежнато дишење и веднаш почувствував дека почнува да ми се спушта на белите дробови. Морам да потенцирам дека првиот ден кога се вратив во земјата, веднаш се јавив во Центар за јавно здравје Скопје и Институт за јавно здравје, каде што ги информирав дека потенцијално можеби сум имала комуникација и секој ден во наредните денови се јавував на моје инсистирање, а и тие ме замолија да бидеме во комуникација за да ме пратат. Кога ги појавив првите клинички симптоми, бидејќи не беа драстични, ме замолија да не кревам паника, да сум апсолутно изолирана. Меѓутоа, веќе следниот ден ми се влоши состојбата со пореметено дишење, значи и веќе беше поалармантно. Се јавив во Центар за јавно здравје со луѓето со кои што комуницирав претходните денови и тие веднаш испратија болничка кола во која што персоналот седеше напред, беше максимално облечен со заштитна опрема. Јас седнав позади, немавме никаква комуникација, но јас имав маска и ракавици. Ме однесоа на инфективната клиника, каде што ме пречека персонал исто така во заштитна облека, ме легна во една посебна соба во изолација, ми се имаа примероци, чекав едно 4-5 часа, стигна резултатот и потоа беше јасно дека сум пациент кој што треба да се хоспитализира во специјални услови. И што е првата работа на која помислува човек во тој момент? Како беше кај вас? Кога ви кажаа дека сте позитивни на COVID-19? Да. Прво не помислува човек на себе, него почнува да си прави анализа со кого све комуницирал и дали некого го изложил на опасност и какви последици ќе има тоа, затоа што човек може да се носи со своите грешки, меѓутоа не може да се носи со грешките ако повредил некого, а не да е Боже ако некој го довел во ситуација да животот му биде во опасност. Значи, тоа е кај мене и кај верувам кај сите пациенти кои што добиле позитивен резултат. Значи, прво е огромната грижа дали направивте се што можевте и дали спасивте луѓе околу себе или загрозивте луѓе околу себе. Значи, тој момент психолошки најмногу ме оптерети. Меѓутоа, кога ги со епидемиолозите, кога ги направивме сите анализи, се што сум се земала, дека најсовесно сум се однесувала и дека еве резултатот е тој. Позади мене нема никој инфициран, сите се, фала Богу, здрави и живи. Така да јас во текот на опоравувањето имав, да ви кажам, полеста совест, мирна совест, за да можам да се изборам со болеста. Да. Поминавте 17 дена на клиниката за инфективни болести. Веројатно се уште имате мала дистанца од тој период поминат таму, ќе имате време во текот на следните недели и месеци да размислувате ни што сте поминале, но што можете од тоа искуство вечерва да споделите со нашите гледачи? Знаете како, навистина огромни пофалби до персоналот на инфективна клиника. Значи, немам зборови да искажам со каква грижа, еве се растревожувам, значи со каква грижа беа према сите нас.
Значи, внесуваат доза на радост во секојдневието, доза на хумор и покрај тоа што знам дека нивното секојдневие е прилично стресно, затоа што прво и себе си и своите семејства индиректно ги изложуваат, максимално беа со заштитна облека, ние пациентите максимално се трудевме секогаш кога ќе влезат во соба да ставаме заштитни маски, да дишеме на страна, да не ги изложуваме на повеќе опасности. Меѓутоа, тоа се така специфични услови кои што се многу емотивни, многу стресни и премногу одговорни за персоналот кој што е таму. Низ какви фази поминуваше кај вас болеста? Вие велите со релативно благи симптоми, но сепак споменувате дека сте стигнале до пневмонија. Да, затоа и бев хоспитализирана, бидејќи не бев пациент кој што поминува без симптоми или со благи симптоми, сепак имав пневмонија, која што за среќа неколку дена само ми го отежнуваше дишењето и потоа со терапијата која што ми беше давана, осетив дека имам подобрување и веќе некаде 12-13 ден после терапирање почнав да се чувствувам дека одам во фаза на заздравување и подобрување на целата ситуација. Имавте ли контакт со пациентите со најтешка клиничка слика? Вака, ние сите таму бевме изолирани, секој во посебна просторија, евентуално имаше простори каде што имаше брачни парови кои што заедно беа сместени, меѓутоа немавме никаква комуникација меѓусебна. И јас бев само неколку дена во оделението каде што беа сместени пациентите со потешка клиничка слика и потоа бидејќи бев во подобра ситуација, се оздравував, ме префрлија на оделение каде што имаше пациенти, да кажам, со полесна клиничка слика. Знаете ли со какви лекови бевте лекувани? Знам дека медицината ви е блиска област, претпоставувам дека сте се интересирале со какви медикаменти ве третираат. Знаете како, симптоматски. Значи, врзоставно на тоа какви симптоми покажувате, со такви лекови ве лекуваат, затоа што знаете за вирусот не постои специфичен лек во моментов и за ниеден вирус не постои лек. Меѓутоа, бидејќи развив пневмонија, ме третира како пациент со пневмонија и ми дава пропратно и други лекови кои што би ми ги отстраниле симптомите кои што ми се развија. Да, антималарик примавте? Не бе во таа група, меѓутоа и немаше потреба кај мене да се воведува антималарик, затоа што јас добро реагирав на терапијата која што беше за пневмонија. Разбирам. На крајот два пати едно по друго бевте негативни или како се вели во оваа терминологија бевте негативизирани и бевте пуштени сега дома на домашно лекување, што не значи дека се уште не треба да бидете предпазливи, така? Знаете како, вниманието е секогаш добре дојдено. Затоа и се напатив на ова интервју, она што сакам да го порачам е дека не треба да се развива паника и страх, затоа што се непродуктивни, меѓутоа треба секој најсовесно да ги применува сите мерки. Ниедна мерка не е прекумерна. Значи, се што е пропишано за здравствените работници, значи социјалната дистанца. Еве, јас сметам дека тоа кај мене беше грешка, не одржување доволно социјална дистанца. Исто така, максимална хигиена на рацете и на се она што ќе се допре до очите, устата и носот мора да биде беспрекорно чисто. Значи, ние на конференцијата втората грешка беше што рацете ги миевме во хотелските соби и потоа искачавме и доаѓавме во контакт со картичките за соби, со лифтот, со други површини, мобилните кои што цело време ги носиме до себе и седнувавме да јадеме. Мислам дека и вториот ризичен момент е тој. Значи, сакам да порачам дека чисти раце, седнување да се јаде со беспрекорни чисти раце и притоа да не се допираат никакви други површини, вклучувајќи ги и мобилните, е исто така многу битно. И се она што е пропишано од здравствените работници, доколку сите најсовесно го применуваат, верувајте, ќе ја искорениме оваа пандемија од земјата. Меѓутоа, секој поединец мора да биде многу совесен во исполнување на сите пропишани мерки. Само така може да се спасиме. Еден неодговорен
позади себе може да остави многу последици и за грозени животи. И секој мора да е одговорен како за својот живот, многу повеќе за другите животи околу себе. Каква е атмосферата кај вас дома сега? Па пресрекни се, како да ви кажам, дома сум, здрава сум, се грижат за мене, добро искочивме од целата ситуација, моето семејство беше исто под огромен стрес и затоа не сакам да се легитимирам, затоа што дополнително не сакам да им предизвикувам стресни ситуации. Беа загрижани секако, многу, меѓутоа, бидејќи најсовесно ги применуваа сите мерки во комуникација со мене, беа со заштитни маски, со темелно миење на раце. После моето примање во болница дома све се дезинфицираше, кога влегов од болница, се живо дезинфициравме, се што донесов, така да со примена на сите мерки, значи, еве, добри сме, добро искочивме од ситуацијата, моите деца психолошки овој терет одлично го поднесоа, затоа што многу се едуцира, многу прочита, беа многу реални во целата ситуација и, фала Богу, еве, кај мене е среќен крај, затоа што најсовесно се придржувавме до сите пропишани мерки. Господјо, благодарам што бевте дел од 360 степени вечерва, благодарам што самоиницијативно решивте да пренесете дел од вашето искуство. Во дел се разбира не многу пријатно, но еве со среќен крај. Верувам дека пораките кои што ги пренесовте ќе допрат до многу луѓе и дека мерките на превенција ќе се почитуваат на начин на кој што се кажува дека треба да се почитуваат. Благодарам уште еднаш. Благодарам на можноста и ги замолувам сите, значи од се срце, најискрено ги замолувам со најдобра намера да ги почитуваат сите мерки и само така може да излеземе од оваа ситуација. Благодарам. Вие останете на Алсат, по уште една пауза е саботажата. Совест и одговорноста би требало да се најзначајните карактеристики на секој политичар. Нивното отсуство не може да се камуфлира, туку треба да биде јасно декларирано. Понешто не може да се носи со нив. Би било подобро воопшто и да не се нафаќа. А ако тоа веќе го сторил, најдобро и да отстапи. Проблемот е во тоа што целиот тој процес е премногу деликатен и премногу сложен во мал град како Охрид. И тука имаш разноразни закани, притисоци, кога треба да отстрануваш. И тоа што е деликатна средина. Јас сега да ручам, утре ќе убијам некој. Убиваат и прејаките зборови, особено кажани од оние кои до вчера дувале во иста тиква. За од денеска, демек многу револтирани од тоа што не се слушнал нивниот глас, да креваат високи огради, со кои не прават ништо друго, бидејќи веќе создале навика да ги прерипнуваат. Јас морам да се оградам од идолопоклонството кое во јавност создава околу начинот на кој работи Филипче и да предупредам дека понекогаш работите не изгледаат онака како што ние ги гледаме со нашите очи. Тоа што најчесто не го гледаме со нив е нашето најблиско обкружување. Или можеби не сакаме да го видиме, подозволуваме да бидеме запрепастени кога ќе излезе на површина. Омаловажувањето, а особено насилството, се недозволиви и тоа не само кога ќе бидат евидентирани, туку секогаш. А граѓанска должност е тоа да се пријави оти покрај најголемата. Има уште редица жртви. Други деца имате вие? Немам едно. Само тој си. Едно, ама закопано ли. Додека едни живи ги закопуваат своите родители и самите себе си, други се принудени да се подготвуваат за погреб, само затоа што некој навистина не знае да го проверува пулсот. Судбината заедно со недоветноста знае да си поигра по одредени мигови од животот, може да ги исценира во вистинска црна комедија. Звони пријател што 8 и 15, негде вика да земеме мајка ти. Одиме да земеме мајка ми, не знаат ни кај, ни шо е, ни на која оделение, ни на ништо. Одеме ја бараме, викат мајка ти, вика е жива, вика не е почината. Ево направено е све, значи одам, нека видат сиве. Значи ова мора да го знаете министерот.
За да не звучи како глорификација, министерот не ни мора да знае се, особено ако со такво знаење владее неговиот поранешен шеф. По кој знае кој пат, мајсторот за јазици, особено за српскиот и за англискиот, ги докажува своите лингвистички перформанси, сега дури комбинирајќи ги овие два странски јазици. Има една глобална анализа, некој ја прочитал, некој ако не да ја слушна, и нашата земја се води по таа анализа, односно светот се справува со кризата на два методи или начини. Едниот го викат чекан, другиот го викат танцување, или чекич и данс, чекан или танцување. И на крајот, со чеканот и со танцувањето, државата стаса и во НАТО. Лимитираниот простор за подостојно одбележување на тој датум од објективни причини изостана. Сепак, во ера на демократија, адекватно или не, дозволено е за истиот тој датум да се направи паралела. И денешниот ден, тоа е интересно на социјалните мрежи вечерва, се споредува денешниот ден со 27 март 1941 година, кога Германија ја окупира тогашна Југославија. Да. Се разбира, сето тоа е дел од демократскиот амбиент и луѓето имаат право да коментираат. Пригодно или не, не е ни важно. Тоа е сепак демократија. Толку за вечерва. Гледавте 360 степени. Следното наше издание е в понеделник од 22. Пријатно.